Недоволната застапеност во локалната власт, административните пречки, ограничениот пристап до основни јавни услуги и долгите патувања до институциите ги примораа македонците во Голо брдо и гора во Албанија да се здружат и да поднесат барање за формирање на свои две нови општини. На тој начин се надеваа дека конечно ќе добијат еднаков третман како и сите граѓани во Албанија. Посочуваа дека во државата веќе постојат општини формирани врз етнички и регионален принцип како што е Пустец за македонците, но и уште неколку општини за грчката заедница. Од тука логично и праведно е истиот принцип да важи и за македонците во Голо брдо и гора, и тие да добијат можност самите да одлучуваат за својот локален развој, да го зачуваат идентитетот и да обезбедат подобри услови за живот. Еден од иницијаторите на барањето, поранешниот градоначалник на Пустец Темелко, вели дека македонците во овие региони не бараат привилегии, туку само еднаков третман. Голо брдо и гора не барат привилегии, барат правда, барат право луѓето сами да одлучуваат за свој локален развој, да го зачуваат свој македонски идентитет и да имат еднаков третман како и сите други заедници во Република Албанија. Заедно со Елена Горица Симоновски, тие го поднесоа барањето до надлежната комисија во албанскиот парламент, кој веќе работи на новиот закон за територијална поделба. За нив барањето има цврста и правна основа и истото им е загарантирано со албанскиот устав и меѓународните конвенции за правата на малцинствата. Се надеваа дека надлежните конечно ќе имаат слух за нивните проблеми и дека нивното барање ќе биде прифатено. Ово барање е доставено до ова комисија. После ќе известиме сите меѓународни представници, ќе се достави до сите амбасади и релевантни меѓународни институции што делуваат во Република Албанија и се надеваме заеднички да се избориме на вистина ова неправда да биде на свое место и македонците, жителите од областа Голо брдо и гора, исто како Пустец, да си име своја општина и да одлучуваат сами за својата иднина. Во Албанија има еден проблем друг досега, останатата политика од претходниот систем дека македонци се признаваат само регионално, само во областа во Мала Преспа, со тоа ќе му се дај можност во овие две области сами македонците да се организираат, да се го чуваат свој македонски идентитет, да се развиваат такви какви што сте македонци. Во услови на зголемено иселување и долгогодишна запоставеност, жителите на овие региони ја гледаат оваа иницијатива како можност за подобра иднина и дека барањето за своји општини нема да донесе само административна промена, туку чекор кон подостоинствен живот.